Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Почнува реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани. Согласно проектот, објектот ќе се заштити од подземната вода, ќе се постави комплетно нова термоизолацијска фасада, нова кровна конструкција и кров, нова внатрешна и надворешна столарија, а ќе се изврши обработка над зидовите, санитариите и подовите. Наскоро започнуваат градежните работи во мултикултурниот центар. Избрана е градежната компанија што ќе работи на неговата реконструкција. Од постапката за избор на најповолен понудувач, реализирана според прак процедурата, остануваат уште неколку чекори пошто ќе започне да тече рокот за изведба, кој што е планиран на 14 месеци од подпишувањето на договорот. За реконструкција и адаптација на зградата на мултикултурниот центар ќе бидат наменети 316.000 евра, од кои 213.000 евра се од Интерек ИПА програмата, 37.000 се од Министерството за локална самоуправа и 65.000 евра се кофинансирање од општина Кочани. Според описот во проектот, објектот на мултикултурниот центар ќе се заштити од подземната вода, ќе се постави комплетно нова термоизолацијска фасада, нова кровна конструкција и кров, нова внатрешна и надворешна столарија, а ќе се изврши обработка над зидовите, санитариите и подовите. Паралелно со реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани, во општина Гоце Делчев ќе се реконструира туристичкиот инфоцентар. Вкупниот буџет за активностите од двете страни на границата изнесува 500.000 евра, односно по околу 250.000 евра за секој партнер, сума во која се вклучени градежните работи, надзорот, меките мерки и средствата за управување на проектот. Реконструкцијата се реализира во рамките на проектот Нашето заедничко минато, патека за заедничка иднина, а средствата се обезбедени од програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија во партнерство на Источноатлантски регион и бугарската општина Гоце Делчев. По реконструкцијата на приземниот дел од некогашното старо кино во Кочани и адаптацијата во 2002 година како културен простор, градежните надворешни и внатрешни интервенции на овој објект доаѓаат во вистинско време. Општина Кочани во наредните 24 месеци ќе продолжи да го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз. Веќе е објавен јавен повик за избор на давател на услугата, за што од буџетот ќе се издвојат околу 26.000 евра. Локалната самоуправа на Кочани за наредниот 24-месечен период од општинскиот буџет ќе издвои над 1.600.000 денари, со кои ќе го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз на патници. Согласност за тоа беше дадена на последната седница на општинскиот совет, со што локалната самоуправа ќе учествува со 50% во цената на билетот, односно на секои 10 денари што ќе ги плати патникот, таа на превозникот ќе му доплаќа уште толку. Јавниот повик за избор на давател на услугата е веќе објавен и рокот за поднесување понуди од заинтересираните субјекти е до 22 октомври. Со тендерската документација е определена линијата на која ќе вози градскиот автобус, кај која и нема поголеми промени во однос на досега утврдената траса. Тоа значи дека тргнувањето е од населбата Оризари преку местноста Бавчалук до зоната лесна индустрија и обратно. Линискиот превоз на патници ќе се врши со најмалку 4 поаѓања дневно, при што максималната единична цена за билет по патник изнесува 20 денари, од кои половина плаќа општината. Доколку цената на дизел горивото се покачува или се намалува до 15%, тогаш корекција на цената на билетот ќе нема. Ако поскапувањето на горивото е до 1/4 или до половина, тогаш за толков процент ќе се покачува и цената на единичен билет. Како релевантен доказ за промена на понудената цена за билет по патник, ќе се користи одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, што ги донесува Регулаторната комисија за енергетика. Кочанските образовни установи и оваа година подготвено ја дочекуваат грејната сезона, што официјално секоја година стартува на 15 октомври. Ги имаат набавено потребните количини нафта и огревно дрво и не се очекува никакви проблеми, информираа директорите на школските установи.
Кочанските основни и средни училишта подготвено ја дочекуваат грејната сезона која секоја година започнува на 15 октомври. Основното училиште Малина Попиванова има доволни количини нафта за старт на грејната сезона, информираше директорот Благој Петров. И во основното училиште Раде Кратовче, поради ниските утрински температури, како што изјави директорот Благој Давидков, училиштето започна со загревање на просториите пред неколку дена. Согласно направениот тендер, училиштето има доволно нафта за грејната сезона, но секако дека има и резерви и можност за набавка, така што установата е целосно подготвена во тој дел. Во основното училиште Никола Карев информираа дека се подготвени за новата грејна сезона. Имаат доволно нафта, а централното училиште освен нафта комбинирано користи и топла вода од геотерма, така што целосно се подготвени за грејната сезона, информираше директорката Билјана Петрова и додаде дека новата грејна сезона подготвено ја дочекуваат и подрачните училишта и продолжениот престој, за кои што се набавени доволни количини огревно дрво. Во основното училиште Свети Кирил и Методи и средното училиште Лјупчо Сантов загревањето се врши на нафта и топла вода комбинирано и тие се подготвени целосно за новата грејна сезона. Директорот на основното училиште Свети Кирил и Методи Даниел Кралев информираше дека во претходните денови е направена целосна контрола на парните котли и се ставени во функција и подготвени за новата грејна сезона. И средното општинско училиште Гошо Викентиев има извршено набавка на потребното количество нафта и огревно дрво за тековната грејна сезона, така што учениците и оваа зима ќе учат и ќе се надоградуваат со знаења во топли простории и без никакви проблеми, додадоа раководителите на школските установи во Кочани. Програмата за заштита на природата во Брегалничкиот регион ги продолжува активностите за подобрување на условите за стопанисување и органско производство на храна. Во тие рамки се планира унапредување на пчеларството, зашто се планира набавка на машина за производство на восочни сотови. Во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, односно во Брегалничкиот регион, се спроведува компонента за поддршка на примена на одржливи земјоделски практики во пчеларството. За таа цел во рамки на програмата ќе се набави машина за производство на восочни сотни основи. Машината се набавува како поддршка за зајакнување на капацитетите на јадрената група пчелари од Брегалничкиот регион Меден Исток во Кочани. Набавката на машината за производство на восочните сотни основи се спроведува согласно методологијата за постапки за набавки одобрено од Швајцарската агенција за развој и соработка. Јавниот повик за пријавување на заинтересираните трае до 22 октомври. Програмата за зачувување на природата во Македонија, фаза 2, е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, што е координирана од Фармахем Скопје. Има за цел да и помогне на нашата држава да ги зачува природните вредности во Брегалничкиот регион, интегрирајќи ги современите пристапи за зачувување на природата. Месецот на книгата, кој што секоја година се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, со голем број активности ќе биде одбележани во Кочани, а домакин на настаните и годинава е библиотеката Искра. Во одбележувањето на месецот, еден од позначајните настани е сајмот на книгата, кој што годинава ќе се одржи од 4 до 9 ноември. Со промоција на книги, надпревар млади библиотекари, саем на книгата, поетски средби и со други активности, годинава библиотеката Искра ќе го одбележи месецот на книгата, кој што започнува од 15 октомври, а ќе трае до 15 ноември. Одбележувањето стартува со промоцијата на книгата Везот на животот на Ана Дедова, а еден од позначајните настани е традиционалниот саем на книгата. На 22 промоција на книга од Ленче Стојменовот, наш член на литературниот клуб Копнеш. Се разбира дека и Ана Дедова е наш член на литературниот клуб Копнеш. 28 октомври, еден интересен јубилеј, 20 години, односно 20 надпревар на библиотекарите на Република Македонија. Значи, 28 октомври е општинскиот надпревар. Победникот од општинскиот надпревар учествува на републичкиот надпревар кој ќе се одржи на 15 ноември во Скопје во библиотеката Браќа Миладиновци. 4 ноември
Оно е вообичаен настан што се одржува во нашата библиотека, тоа е сајмот на книгата. Очекуваме некаде околу 15 издавачки куќи од нашата држава да бидат присутни. Програмата на сајмот на книгата оваа година ќе биде збогатена или со промоција на книга или друг настан, зашто дополнително граѓаните ќе бидат известени. Во склоп на одбележувањето на месецот на книгата, членовите на литературниот клуб Копнеш ќе реализираат средби со учениците од основните и средните училишта и литературни читања. А од оваа година во посетата и средбите ќе бидат вклучени и училиштата во Зрновци и Чешина во Облешево. Манифестацијата и одбележувањето не е затворено, а тоа значи дека можни се и дополнителни настани кои би можеле да се вклопат во одбележувањето на месецот на книгата, додаде Стојменов. Пантомимиска представа Скопје 63 ќе биде одиграна во Кочани и Виница. Станува збор за игра која води кон сеќавање на жртвите во земјотресот во Скопје 1963-та. Скопје 63 е пантомимска представа, пригоден чин со кој се дава придонес кон сеќавањето на жртвите од Скопската катастрофа од 1963 година. Во само половина час е реконструирано времето на несреќата преку видео и преку соодветни музички numери и се разбира преку пантомимата на актерот Мето Јанакиевски, кој плени со својата харизматичност на ликот и движењата како свидетел на настанот. Неговата креација емитира топлина и трогателност, но и срдечност и отвореност во спомените за едно време. Овој носталгичен пантомимски настан се одигрува според концептот и режијата на Трајче Ѓоргиев. Представата во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде одиграна в среда 16 октомври во 12 часот, а истата ќе биде одиграна и во Домот на културата Тош Арсо во Виница, исто среда 16 октомври во 20 часот. Следува информацијата од спортот. 7 медали освоија членовите на карате клубовите Партизан и Кочани на меѓународен турнир во Скопје. Ракометарите на Младинец пак на гостувањето во Кавадарци го претрпеа првиот пораз во овогодишното првенство. Членовите на карате клубовите Партизан и Кочани забележаа уште еден голем успех, вкупно 7 медали, освоија представниците од двата клуба на 18-тиот меѓународен карате турнир Никола Градановски Нике, што го организираше карате клубот Металург од Скопје. Над 400 надпреварувачи од 32 карате клуба од Македонија, Црнагора и Србија беа учесници на турнирот на кој имаше силна конкуренција. Потврда за успешниот настап на нашите млади каратисти е што од турнирот се вратија со 4 златни, 1 сребрен и 2 бронзени медали. При тоа во конкуренција на борби, кај тимот на Кочани со злато се закитија Наталија Карова од генерацијата 2006 во категоријата до 41 кг, Илија Охомуш од генерацијата 2007 до 55 кг и Елена Стојанова од генерацијата 2007 до 50 кг. Кај екипата на Партизан пак, единствениот представник Филип Стојанов исто така беше прв и освои златен медал во генерацијата 2007 до 42 кг. Покрај нив солиден настап со пласман на второто место и освоен сребрен медал оствари Верица Карова во кадетска конкуренција во категоријата над 54 кг. На турнирот во Скопје бронзени медали освоија Натали Веселиновска кај кадетите над 54 кг и Драгана Нисева во истата конкуренција до 54 кг. Ракометарите на Младинец пак го доживееја првиот пораз во четвртото коло во Пионерската лига во организација на Ракометната федерација на Македонија. На гостувањето во Кавадарци нашите млади ракометари биле немокни да им се спротивстават на домакините, па на крајот тие заслужено славеле триумф со 22 спрема 14. Дополнителна потврда за нивната надмокност е што и на крајот од првото полувреме имале скоро недостижна разлика од 12 спрема 7. Со изгубените бодови, сега кочанската екипа останува во горниот дел на табелата, многу напушти врвот. В сабота, Младинец ќе биде домакин на екипата на КЛ-7 од Свети Николе.
Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.